Почитувани слушатели, навистина ви се извинуваме што доцниме, но една голема мисла не облеа минатата ноќ и токму затоа доцниме до многу рано са бајле, не можев да спијам од изјавата на амбасадорката Ангела Агелер. Имав еден напад на несоница, напад на себе преиспитување, напад на јадосување, затоа што работам против транспарентноста и против, како се вика тоа, и против изградбата на Македонија и против западните вредности, а по се изгледа до сега и несвесно сум работал за Путин, затоа што го критикувам крадењето вредно стотици милиони евра. Ивица, ти спиеше? Како бебе. Зашто? Па, што има да се грижам, мислам, онака, јас ова, сето ова што го искажа, имам абсолвирано дека во животов знам кој сум, што сум, зашто се залагам. Не се преиспитуваш? Се преиспитувам редовно, ама не до смисла да не спијам заради... Мене вако нешто кој доаѓа од америчка амбасадорка, ја не спиев, онаа вечерта кога започна руската инвазија врз Украина, зашто тоа го промени светот и затоа што можеше поинаку да изгледа. Мене па роден ден ми беше, баш не роден ден прославив ни ништо. Не спиев на ноќ кога 8-те пратеници ги отцепија од ВМРО и направија насловна и непосакувана промена на името. Не спиев на ноќ на 27 април, ама зашто вчера да не спиев? Мислам, што беше вчерашниот ден различно од било што и се случува на Македонија од 2014 до денес. Битно беше тоа, сега немој така. Што? Битно беше. Јас вчера јако прочитав, јас сватив дека може би сум на погрешната страна на историјата. Не си. Може би Артан Груби е херојот на нашето време. На крајот види историјата. Некогаш си размислил во таа насока дека може би сите ние дебело грешиме, а херојот овде некој наш иден Кемал Ататурк, Наполеон Бонапарта, некој е всушност Артан Груби. И како се викаше премиеров? Димитар Ковачевски. Мислам дека не е така. Добро утро за нашиот гост и ново утро. Добро утро. Човек кој исто така треба да се размисли. Ова вчера, особено на партијата ВМРО-ДПМНЕ, која е собирала политички поени, критикувајќи го проектот на Бехтел, кој бил многу транспарентен, треба да се размислиме што е работа. Човек веќе да не знае што да мисли, да не знае што да каже во поглед на оваа цела решумијада што не се случува. Па видите, од една страна ви имате еден извештај на Стейт Департментот во кој што се за 2022 зборуваме, во кој што се критикува владата, криминал, корупција, рушење на човекови права, нетранспарентност и така натаму. И визави тој извештај на Стейт Департментот и за 2021 беше и за 2020, да не ова на 2022 беше најбрутален од сите, ајде како кажеме, брутално искрен. И сега најнаш на сето тоа ви имате изјава на висок представник на Стейт Департмент, сепак е амбасадор, висок представник на Стейт Департмент, задолжен за амбасадата во Скопје, кој што го изјавува тоа што го изјавува. Ја тука би можел само 1% да се сложам во делот дека она ги брани интересите на америчка компанија, нешто што ние 30 години не успеавме да го изградиме како држава, да се ги браниме националните интереси, не годиме, чекаме пред вецињата на големите состаноци или нашите функционери чекаат пред вецињата на големите состаноци за да се сретнат со големиве функционери, да муваме да направат. Да, ма не се прави тоа така, знаеш кога... Не се прави, реално За мене е шок. Кога читате вие тој извештај на Стейт Департментот, кој што има 50-60 страни, сериозен извештај со сериозни констатации за нарушување на човекови права, за нетранспарентност, за рушење на демократијата, за корупција, за криминал. Ама гледаш транспарентен овој проект. Вие
овој проект е во склад со тоа од State Department, вие не разбирате. И само тоа продолжи вечерта нели на тоа сослушувањето пред Конгресот Шоли Ескобар и го поддржа уставните измени. По една реченица има едниот и другиот во врска со тоа, со Македонија. Овакво и вчера беше условно кажано еден можем да кажем ден четврток. Не, вчера беше еден ден кој се разголија работите и сега во моментов имаме еден пресериозен проблем, односно амбасадорката повика на транспарентност. Убаво е тоа, ајде да го видиме договор. Не повика на транспарентност. Таа рече дека, сега цитирам, дека е веќе станува збор за транспарентна компанија, дека ова, они вака работеле. Ова била нивната транспарентност. Полека, не го мешайте процесот. Бехтел и Енка се една странка во приказната, кој што склучила договор со владата на Република Македонија. Ние немаше да бараме отчетност од владата на Република од Бехтел и Енка. Треба да бараме отчетност од владата на Република Македонија. Но амбасадорката од нашите даноци, од тоа што тие не задолжат, ги нападна сите оние, претежно опозицијата, иако ја пак ќе кажам, ја не сум член на опозицијската ВМРО ДПМН, ниту пак било кој од новинари од сите медиуми во Македонија која покрија темава, не е член на ВМРО ДПМН. Значи, таа ги го нападна ВМРО ДПМН и сите оние кои го критикуваат овој проект со зборовите дека собирале политички поени, каде што немало потреба од тоа. А еве сега ќе цитираме Жанета Трајковска, она во 7 точки направила одговор на се ова. Вели, дали договорот на Бехтел и Енка е даден на увид на граѓаните на Македонија? Не. Дали е транспарентен овој процес следствено на ова? Не. Дали знаеме што е подпишано? Не. Дали треба да веруваме на ветувања, уверувања, колнење на база на Жими Мајка дека се е во ред со договорот и така натаму? Не. Дали ваквиот нетранспарентен пристап отвора можност за коруптивна активност? Да. До зла Бога. Дали национален интерес е да имаме добро владење и транспарентност во сите процеси? Да. Дали се менуваат низа закони со европско знамене, а не треба така? Да. Не се менуваат закони што се каде што европското законодавство е согласено. Не, вие знаете дека на крајот на секој од тие закони има изјава за усогласено со кореспондентна табела. Тие табели јас имам, се празни, ги има и на страната на Собрание на Република Македонија, освен во еден дел во кој што вика ова е од европски интерес, транснационално поврзување, т.р. И сега замислете, утре може истата ова влада, така хипотетички преме муавет, да донесе закон со кој што ќе се национализира хотелот Мериот во центар на Скопје, ќе се направи студентски дом, зашто е тоа во интерес на европските заложби за квалитетно образование и престој на студентите во студентски дом и така натаму. Што до тука е апсолутот на целата оваа ситуација. До тука. Значи утре со ова што го прават, со овие 5 закони кои што моментално ги менуваат, утре било кој може да се повика на некакви си европски вредности и некаква си европска поврзаност и некакви си европски заложби и да во држава да почне да прави анархија. Не е само све. Значи, еве сега ќе ти кажам. Пак уште еден момент. 98 години, сега гледам, во Чикаго, човек, стар 98 години наполнил, а цел живот работел 7 дена во неделата. Они мислат на наша долговечност без овие закони. Сега читам. Од Сабајле, еве го извадува. Man turns 98 after spending his whole life working 7 days a week. Што работел? Што работел? Сега ќе видим, он вика дека многу убаво се осекал, нели, пошто работел 7 дена. Сега ќе видиме што работи. Во manufacturing company based in Chicago. Значи, јас се уште сериозно мислам дека вака подпишаниот договор и ова што сега ни се случува нема да доведе до изградба на автопатите, ама ние дебело ќе ги платиме пеналите. Знаете, вие се во било која општина во држава сега ние да појдеме и да кажеме сакам да градам. Ќе ти речат, дај ни изводот, дај ни технички услови, дај ни проект, архитектура, ваков, таков, онаков. Ти побарат едно чудо документација. За жал, за овој проект
или за изградбата на овие два коридори. Ние немаме ништо освен договор со компанија кој што треба да ги гради. Ни експроприација имаме, ни проект имаме, ни идејно решение. Нема апсолутно ништо. Дури она страшно смешно страшно смешна реклама на почнување на изградбата, истото попладне, освен што камиони веќе прошетаат малце по Јаниве, ги нема. Буквално ги нема. Значи, Не се гради там, ја мислам више копаат. Воопшто не се гради. Знаеш дека ние од автопат во поврзувањето Битола Прилеп треба да почне од Прилеп. Случајно или не, јас сум прилепченец, замолив еден од моите пријатели вчера да појди и да слика, ја имам таа слика. Че таму нема ништо. Дури мислам дека и таблата веќе ја нема од тој фамозен почеток на градба. И без разлика на се, ние и понатаму сме должни да добиеме одговори. Што е договорот? Зошто има потреба? Ако ќе видите вие македонското законодавство, за еден договор да го класифицирате, има процедура на класификација на тој договор. Овој договор не може да биде класифициран договор. Не може да биде тргнат на увид. Да, ниту купуваме, еве сега ќе купуваме оружје и ќе донираме оружје за Украина по се изгледа. Најавија, да, тоа треба да биде класифицирано што сме дале, како сме дале, затоа што тоа се воени работи, немаше непријателот да знае. Апсолутно. Ама чекај, вие пред некое време во емисија зборувавте за некоја сервер заштита, за договор, некој се сеќавам. Па не може тоа да не биде класифицирано, а ова да биде класифицирано. За чување безбедностни податоци во собранието, мислам дека беше. Се не може целата спецификација беше представена. Целата спецификација имате на опремава. Малце посериозен човек што се разбира во IT, одма му е јасно што, како се случува, која е заштитата и како може да се пробие истата. Не е тоа класифицирано и објавено од А до Ш, а вие еден ваков договор го класифицирате. И пак ќе кажам, значи, јас сум фрапиран. Ние не видовме ни една изјава од Бехтел и од Денка, како компанија, а гледам изјави од Ковачевски од Артан Груби, мене една работа страшно ми смета, че ние треба да прекинеме од подпросечен човек како што е Артан Груби, да правиме медиумска звезда, него тоа му одговара. Свесен е дека тоа му го крева рейтингот во албанската популација и упорно го прави тоа, не знам како не можеме ние тоа да го видиме, упорно провоцира, дава изјави. Ма не верам дека тоа види се, И он ужива во моментов, во моментот дека е некаква си звезда. Ама тоа звезда во наводници зборуваме. Нема да мислиш дека И јас сега ви прочитам нешто напише вчера. Многу често представници на САД во земјава се прашуваат зошто кај македонците има огромен процент на проруско расположение. Претходно пишувам дека е навистина помрачено да ја поддржувате Русија. Не е проруско Преку милионски проекти бараат од каде извира проруското влијание во земјава. Далеку од тоа дека Русија нема своји обиди овде, но доминантно извор на русофилијата во нашата земја е токму односот кој ти од Запад го имаат кон нас. Рамковен, територијално, преспански, бугарски. Еве, најнов пример. Зарем не разбирате дека извор на поддршката на Путин овде е тоа што дипломатијата на САД брани нетранспарентност и потенцијален криминал вреден стотици милиони евра преку договорот со Бехтел и Енка. Што очекувате? Па откако се откажавме од нашето име и станавме Северна Македонија, ние очекувавме огромни инвестиции од Западот. Истите ни се ветуваа. Што добивме за возврат? Крадење. Наместо да носат овде, за да го заборавиме понижувањето, тие го изнесуваат одовде и тоа малку што го имаме. Жалам што е така, но луѓето овде поради непринципиалниот однос на Западот кон нас се само залажуваат дека имаме некаков пријател во Русија. Обично такво е расудувањето на масите, функционира базично, а за да се смени конечно на другата страна треба да видиме пријател. Стратешкото партнерство заврши стратешко крадење. Така? Две работи не можеме да се сложиме во овој дел. Првиот ова што го зборуваш, првиот дел е дека ние сме го сменивме уставот, не е точно. Народот на референдум кажа не. Криминалната влада, предводена во тој момент од Никола Димитров и од Зоран Заев, на сила видовме како во парламент го сменија уставот. Значи народот не се слуши. Ние тука треба да направиме јасна дистинкција помеѓу тоа што се случуваше во парламентот, изрежирано од Заев и од Димитров,
и она што народот кажа јасно и гласно кажа на 30 септември 2018 година не. И вториот момент е, не мислам дека е русофилско население, расположение, мислам дека е контра ова што го зборуваат они расположение или контра западно западно расположение, и тука не се само они криви. Пример, тука се криви и представниците на владата. Зошто се криви? Зашто од дипломатски изјави многу пати до сега они спинуваат, лажат, кажуваат дека нешто рекле, а во суштина кога ќе ги прочитате дипломатските изјави, ќе видите дека тоа е само дипломатски одговор. Генерално зборам, можеме во примери тоа да го кажеме. Само за да си ги оправдаат своите постапки, викаат ете гледате американците вака ни кажуваат. Ете гледате европјаните. Ама не види, со ова ние гледаме дека тие де факто ја имаат поддршката. Они имаат поддршка да ни испокрадат. Значи да се разбереме. Јас во ова студио секој сабајле еден период со Ивица се расправав, кој Ивица ми викаше ај не се глупирајте, какви тимови од Америка ќе расчистуваат корупција, какви бакрачи. Ја му викам не, ќе видиш, ќе ги спречат и така натаму. И црната листа уште ја чекаме да видиме. И помина време колку што помина Ивица, ние нит видовме извештај, нит видовме тим, нит видовме борба против корупцијата, за жал видовме поддршка на корупцијата. Мене ми е многу жал како човек што е прозападно, проамерички ориентиран. Што го зборуваш тоа, да. Што го зборувам тоа, но наместо да видиме ние помош во борба против корупцијата, која од истата амбасадорка, да се разбереме, не беше нас ветена, на пресконференција ние што видовме. А до толку повеќе, мене ова ми дава еден чуден сомнеш, затоа што истата амбасада, кога излегоа првите текстови, се огради, пошто нели беа таму на почетокот на изградбата, што не беше ни почеток на изградбата, еви лажни вести, нели се борат против лажни вести. Тоа беше само сликање за медиуми, ништо друго. На сликањето кое беше представено како почеток, што е лажна вест par excellence, нели беа таму. Потоа пратеа сообщение од америчка амбасада, тие се огради од договорот и дека имаат било какво учество во договорот. За сега да ни кажат дека без да го видиме ние треба да веруваме дека тој договор е добар. Не разбирате што сакам да кажам, значи ретерираат од своите позиции. Ама не само од своите позиции, пак ние се навраќаме на клучниот момент, они ретерираат од документите кои што се производ на тој State Department. Документите за прогрес репортите што ги прават за напредок на Република Македонија и 2022 и 2021 и 2020 и така и да се разбереме, Лјупчо. Значи, ние сме на добро, да не викам идеално, викам на добро геостратешко место. Овде секогаш ќе се кршат интереси помеѓу различни структури и струи. Но ние, како што сега имаме недоверба помеѓу македонскиот народ, помеѓу граѓаните на Република Македонија, кон Европската унија, кон високи представници на State Department, ние никогаш не сме имале ваква недоверба. Никогаш луѓе на највисоко ниво евроскептицизмот во Македонија, на највисоко ниво е недовербата кон америчката амбасада во Скопје. И тоа е не е само и ние не тврдиме дека тоа е само производ на нивните политики. Ова е производ и на нашата влада. Ви текнува наветувањата, ви текнува дека Саев одеше по трибини и викаше само да влеземе во НАТО, инвестиции вакви, такви, онакви ќе дојдат. Ќорава инвестиција нема. Се огради амбасадата од тоа. Па реално. Па сега. Значи ќорава инвестиција нема. Ама не видете, да. Дури и последната инвестиција што се фалат е проширување на работата. Вчера му го кажам по Невицки, го кажам и денес. И јас тогаш верував, мисля, види, гледај каму вие, ја силуваат народната волја. Барем викам, после ова за да ги одржат работите под контрола, да не им се случи фиаско, да не стане народот. Ова е фиаско. Не, за народот да не стане, викам, Хезболах тука, со најголемо антизападно мислење во својата историја. Сигурно, викам, сега ќе донесат инвестиции, ќе влезат пари во земја и луѓето ќе почне да работат. Ја тоа го мисля. Затоа што знам дека таа фрустрација не може туку така да замине. Сакаш да кажеш Маршалов план? Да, не. Ја и тогаш мислев дека тоа ќе го направат. И наместо тоа погледнете што видовме. Обратно од тоа. Наместо да носат, они изнесуваат. Ме разбирате што сакам да кажам. Тоа ме загрижува многу. И знаете како, вчера го зборував тоа, сега пак ќе кажам.
Излезе дека тие се најголемиот извор на руската поддршка во Македонија. Еве да не трошат милиони, ја да им кажам. Со овакви активности... Не, точно. Значи, Не, со овакви активности, значи, пази, ние имаме луѓе во Македонија, кои Ивица, као мене, као тебе, кои сме демократски ориентирани, прозападно ориентирани, кои не може да го поднесеме газењето врз човековите права во Русија, кој не може да поднесеме инвазија на една суверена земја, кој не знам, и поддршка даваме за Навални, кој комуницираме со луѓе од таму кои се борат против тој режим и така натаму. Постоја такви луѓе. Не можам без сега да дозволам некој да ме прави будала, нетранспарентен договор да ме го прикажува дека кој. И пак, вие велите... Го немаме договорот, бе, да го видиме. Ако Вие велите стратешки интереси нивни затоа што нели тоа е нивна компанија и нормално е дека видов дека вчера и ВМРО ДПМН е на таа воденица отишле, добро, викаме, поздравуваме, вие си браните ваша фирма, проблемот е во нас и објаснуват што е национален интерес на Македонија. Оно што мене ми пречи е што, видете, приватна фирма, на дипломатите им е работа, ако таа приватна фирма овде се соочува со проблеми кои се од непринципиелен карактер, нели? Ако некој малтретира и така на том да помогне. Рекет и така. На никоја дипломатија во светот не е работа да односи со јавноста поврзани со кризен пиар поради корупција да работи за приватни компании. Особено ќе кажам, ова е симптоматично затоа што истата амбасада се огради од овој договор. Еднаш, а сега ретерира од собственото оградување. Одиме со краток блок на реклами по кој ќе се вратиме со вториот дел од нашата емисија. Инаку вчера тоа зборувавме, не знам дали знаеш, Самуел, Бехтел има приватизирано водовод во Еквадор. Не би им за Фатмир има истрага. Тој што го тераше вако. За во Косово. Во Косово? Да. Да, таму Бирн го истражуваше тоа. 600 милиони надминале таму. Ама многу интересно што тогашниот амбасадор во Косово сега работи за Бехтел. Сега работи во Бехтел, да. И сега тоа е... Интересно. Гледаме само дека ова беше вчера директен атак врз опозицијата. Мислиш дека ќе се оди на меѓународна изолација на ВМРО ДПМН? Не верувам. Виде, Лјупча, и на пилињата на гранки им е јасна ситуацијата поврзана со овие коридор 8 и 10. Ние да не заборавиме дека евроамбасадорот излезе и реагираше отворено, праша каде вие гледате европски вредности во овој проект. Така да, не верувам дека ќе суди на меѓународна изолација на ВМРО ДПМН, поготово што согласно сите последни анкети ВМРО ДПМН е политичката партија која што на следните избори ќе добие огромно мнозинство од граѓаните на Република Македонија и јас сум убеден дека ќе ја формира следната влада, поготово што таму кој ќе видите вие структурата на раководството на ВМРО ДПМН, јас не гледам некој кој што не е проевропски и прозападно ориентиран, така да мислам дека ова е некој, ајде да кажам, некои спорадични удари кои што пак по мене може да му донесат само на рейтингот на ВМРО ДПМН, поготово што партијата вчера излезе со убаво објаснување, со убаво соопштение, умерено, не завзеде мислам драстични позиции да им каже вие сте вакви такви, него ја посочи убаво и посочи на амбасадорката некои работи, многу дипломатски одговор по мене, така да не верувам. Иако верувам дека ќе добиеме спин од владата, од Ковачевски, од туи, дека ВМРО е пак изолирана партија, ВМРО е пак вака, ВМРО е пак така, тоа се научивме они да лажат. Изминатиот период освен што лажат ништо друго. Вчера ја видовме изолацијата во Блед, овако. Да, ја видовме вчера изолацијата во Блед. Може така да кажеме, Липчо? Да, вчера се сретна со Бледска изолација. Мицкоски оствари една средбена на вистина високо ниво. Не, значи јас сум убеден сум, да се разберем, убеден сум дека пиар службата на владата сега ќе почне изолирани се, вакви се, такви се, тоа да бидете сигурни. 600 евра дневно Ковачевски троши да си го поправи
рейтингот, значи, нула не може да се поправи. Што и да множите со Шесто нула? само за себе. Само за себе. Што и да ме Љупчев? А тие на цивил не ги рачунаме у тие шест. Не ги рачунаме, ама види. Да. Што и да множиш со нула, на крајот е нула. Така да џабе се обидува да поправи нешто. Така. Да, од друга страна вчера имавме нели како се вика седница на ЦЕО на СДСМ на Централниот одбор и од СДСМ излегува после тоа ја гледав ноќеска портпаролката Богданка Кузевска со тоа дека тие добиле огромна поддршка од Америка. Тој спин ќе го тераат. Но не само за ова, посредбите кои ги имаше Ковачевски таму, дека добиле поддршка и за уставните измени и така натаму. Претежно тука беше нели темата уставните измени. Само сега што се случува? Денес имаат средба со коалиционите партнери на кои исто така посетата на Америка ќе им се раскажува. Ова ми е знаеш, со сета почит, знаеш она дека јас сум за добри односи да имаме со сите, да се разбереме и не само со сите, особено со оние кои не се стратешки партнери. Ама сега ти да се отидеш на посети кој ќе се вратиш тука да ја прераскажуваш на своите коалициони партнери. Ниту е по некој протокол, таа вице може да го кажат. Но суштината, големиот евроскептицизам. Мислиш дека Што друго им остана? Ништо. Мислиш дека гувернерот на Галилеја кој е идел у Рим, па кој се враќал назад им прераскажувал што му кажувал. Тука имаме ние суштински проблем. Суштински проблем е. Големиот евроскептицизам и антизападно расположение лежи во токму овие прераскажувања. Токму во тоа лежи голем дел од негативниот набој кој што се прави во македонското општество кон нашите партнери од Европската унија и од НАТО алијансата. Во ваквите прераскажувања. Значи, тоа е еден од суштинските проблеми кои што ние го имаме изминативе 3-4-5 години. Па ви текнува, излегуваше, не само СДС и Пендаровски, па кажуваше вака било, па така било, па не било, па се повлекуваше. Значи, ние многу добро знаеме, кога ви имате такви средби, официјално е само соопштението кој што произлегува од тие средби. Се друго што е правено на тие средби останува во дипломатски фери коректни односи, да не се прераскажува. Овие луѓе, за да се ја оправдаат глупоста, они прифатија да водат еден процес кој што не беа спремни да го водат. Но само има немаат и капацитет да го водат и сега оправдание за сето тоа бараат во овие средби во прераскажување на овие средба со коалиционите партнери Ковачевски. Зошто е тоа важно? Се за нас како луѓе што ќе го анализираат сето тоа, се изгледа Ковачевски не ужива поддршка од своите коалициони партнери за дел од овие политики. Не ужива поддршка ниво коалиционите партнери. И ова го прави само за да си ги оправда неговите позиции. Дојде сега ќе му раскажува на 20-30 представници на помали политички партии. Со овај бев, со овај се сретнав, ова Кој ми рече со тебе сме нешто, додаде нешто и ги излаже. Тоа прераскажување е проблемот во приказната. За он да си оправда позицијата и де факто и де јуре он има проблем внатре во самата коалиција. Ние и покрај се видовме дека мнозинството што наводно го зголемија остана пак на позиција да не може да обезбеди кворум во парламент ради овие работи. Штета што не се сретне со Бајден, можеш како со Цацко во кавадар со Џил Бајден уште еден орден вака да извадеше, да му дадеше титул. Или како Заев што се сретна, па видовме дека тоа било 3 секунди средба. Не, добро види, меѓутоа еве, дали посетата на Белата куќа и средбата во овалното сум помогна на Бучковски да ги за изборите од 2006. Не, апсолутно не. Дури според неговите тврдења му одмогнала, затоа што тука прво кај неговите имало завист, затоа што стигнал на негде каде со Бранко никогаш не стигнал. Офи, не го знае. Да. Лјупчев тогашен социјалдемократ изборно може да ги каже. Бранко го уништи Бучковски токму поради тоа. Затоа што Бранко направи се и никогаш не седна во овалната соба, која Ивица, си бил таму ти на тие турите во овална соба? На тие што се турите, не знам дали поминуваше таму. Не знам, не сум бил на тура во Бела куќа, ама во не сум бил. Службено сум бил во тоа до
Белата куќа се вика извршна зграда Айзенхауер ја вика. Да. Таму некогаш била сместена цела федерална соба, таму е Советот за национална безбедност, таму сум бил на средба. Официјално. Те пишоните топ, предпоставам. Не, тоа е американска федерална влада. Не. Американската федерална влада е... Знаеш како века, те питна. Не. Америка е република малку поскромна е тоа таму. Да, Иначе внимаваат факти, на тие детали. Кога стана збор за трошење народни пари, како и во секоја република, малку е скратено на помпа. Да. Не, видете сега, дали ќе му помогне или не знам, но веројатно вечер треба, се ги читаме насловите на медиумите, на тајм велат Ковачевски им раскажа на СДСМ, а денеска и на другите партии ќе им раскажа. Ама реално, значи, ова е купување време до најмногу нова година. 1001 ноќ. Зошто? Зашто ни ветија дека во мај месец ќе ги пуштат амандманите и ќе почнат уставните измени. Во меѓувреме формираја адхок тело, некоја каква уставна комисија во која што се има, само експерти по уставно право нема. Се има во таа комисија, експерти по уставно право нема. И со таа комисија они се купуваат време до максимум септември. Сега и таму се искара што договориле, како договориле и така натаму. Нормално, видите. И тоа е сето во функција на купување време, Ивица. Да, се согласам со Сето е тоа во функција на купување време. Ќе дојдат септември, па ќе испадне нешто, ќе си купат време до октомври, ноември, во декември ќе речат еве не може, сакавме, ама не можеме. Не, сега ги прошили, сега за септември зборува. За септември зборува, дека во септември ќе влегле во уставна... Ама еве, нели во мај ќе влезе? Иако види, ја мислам дека се кршеа. Се кршеа, што да прават, како да прават, мислам дека они прекршеа дека идат со сила на уставни измени. И сега ќе се ги трпат последиците за тоа. Види. Ја така мислам. Они вети пак се навраќаме на моментот. Прекршеа идат и со Бехтел, прекршеа идат и на уставни измени. Тоа е тоа. Да. И тоа е одење со глава низ зид, кој што ја не верувам дека ќе успеат да направат уставни измени. Нема шанси во овој парламентарен состав во опозицијата. Ниту има некој кој Елизабета Камчевска-Милевска со 60 за ослободителни пресуди, кој што видовме дека се случија пред некој ден. Ниту ќе има некој ко Муковски, Арнаудов и Василевски што ќе се ценкаат за амнестија. Ниту пак има некој нов началник кој што ќе се ценка за застарување на своите дела за да може да биде на слобода, не верувам. Мислам дека што и да прават во парламентарен состав нема да успеат да направат ништо и затоа одат на накупување на време. Ајде не мај, сега зборуваме за септември, кој ќе дојде септември, ќе зборуваме за октомври, ноември, кој ќе дојде октомври, ноември ќе биде, ама еве ние сакаме таа клета опозиција е против евроатлантскиот пат на Република Македонија, против Европската унија. И после Арсен Груби ќе стане премиер. Ќе влезат во таа Пошто нели согласно коалициониот договор и ќе влезат во таа изборна риторика. За прв пат во историјата по демократизацијата има еден премиер кој што не доаѓа ни од СДСМ ни од ВМРО-ДПМН. И не само, имаше Хари Костов. Од СДСМ беше едно и добро, беше независен. на седница на СДСМ беше определен како нивни кандидат за премиер. Добро, да, тоа да. Преку СДСМ беше член на... Добро, бе, сега оставиме да си изгребам за реклама, Бог да чува, от сите тези мораш да ги молам за неговото здраве, може вечер пак нема да спира. Пак нема, ке ми рече Хари, вие комуњар ме правите, пак нема да спира. Иако неговата матична партија е Социјалистичката партија на Македонија, тој како член на Социјалистичката партија беше член на владата на Бранко Црвенковски како заменик министр за финансии. Изгледа, види, ке социјалдемократија заменик министр за финансии стануваш премиер. Со тоа што... Кој се заменик министр за финансии? Не знам кој. При запитаче не го знаеме. Премиер не знаеме кој е заменик. Но види, Хари Костов како... Хари Костов како социјалдемократ стана премиер. Како? Хари Костов како социјалдемократ стана премиер, не како независен. Добро, Предходно министр за внатрешни работи. Во историјата, но исто така ќе биде за паметник како првиот албанец кој станал премиер на оваа земја, етнички. Албанец, да. Да, првиот шверцер
пошто доаѓа од највачката група на шведцари, кој станал Ама не мога да ги рейтинг, жити в Бога, па тоа оно жива во премиер ова што ти го правиш. на земјата, Оно значи жива во ова што ти го правиш. и ќе имаме според многу предпоставки првиот неписмен премиер. И трет доктор на науки, види. Види сега. И трет доктор на Тоа науки за за Демократска Македонија. Кој други се доктори? Бучко, Ковачевски, нели и сега тој. Како не, Никола Груевски, доктор на Он науки. после После стана, да. И те молам, Он значи... при крај таму негде стана. Мислам дека во мртва трка се со Ковачевски, кој од кој е понеписмен, да се разбереме. Разшириме предходно, па и предходно, што не знам предходно да ми текне. Мислам дека имало, ај после. Зашо? Предходно кој основа на држава наука, мислам дека има еден доктор на науки. Кој бе? Во Социјалистичка Македонија има. У А не, во СФР. СФР, да, тука. Таму се тие прави доктори на науки. Мислам дека во СФР има, ми сме имали и председател на ЦК Албанец, треба да прво да го проверим и тоа Не една на ЦК, година. сме имале председател на собрание во Мустарова. Значи Италија не е просто така. Не ми е познато. Знам дека ти е позната тема. Не. Талот не е прв. Талот не е прв. Мустарова бил министр за Кому се израдува? председател на собрание. Знам дека тоа ти е тема, затоа Да, и овој не е прв. И Феми Муча бил министр за внатрешни работи, така што Да. Не Оливер Спасовски не е прв. Не би имаше една преводна варијанта. Кој беше од други министр за внатрешни работи? Нохил, сега што е заменик министер за образование. Да. Добро е, сега. Една статистика. Гледа, водиме прецизна статистика. Значи, меѓутоа, не сум сигурен дека Арта Груби ќе биде премиер. Ке видиме. Викаш ке го извеслат? А не знам, гледаш, дуи не излегува со конкретни имиња. Може ќе биде Фатмир Весим, може ќе биде Бујар Османи, може ќе биде кој ма немаме да кажем. Ја навиваме, И мене ми е тоа ја спорно, ние затоа навиваме што- овде во нашето радио, нас Види, позицијата на фаворитниот Артан- Муса Джафери. позицијата на Не, Артан она Груби. дуглените, не може. Таквата Па може така ќе се смират бе Крестајден огнен премиер. Моите информации говорат дека огнените се во сериозна активност теренска да прават своја политичка партија, така да ако Се го стават слуша- Артан Груби на таа позиција која што вие зборувате, тоа ќе им даде сериозен ветер во грб на огнените на терен. Така да мислам дека тука ќе се балансира со решението, ќе се оди на ни мое ни твое некое такво решение. Мислам, кој што го излегува со сега народниот правобранител што е се јови текно на кампањата ние го Не, јас сум слушал за варијанта и за овој министр за екологија. Како се викаш? Бето не знае македонски, ти научиме бившиот министер за екологија. Научи македонски. Не знам, меѓутоа Не бе, тој е многу фин дечко, тој е англиски човек, што ама збореше. да, се слуша за не знам него. како исто. влезе во ова Не, тој е структура на ДУИ. Но за ова ви треба да провериме со Он, ама стварно пространство бил човек Како македонски влезе во оваа кривена много структура слабо на- збореше. Вика, јако зборам ќе се брукам сам, вика. Да, Сега ме подсети Лјупчо, овој моје треба да видиме со Лјупчо Димовски дали уште Хари Коста плаќа членарина во социјалистичка партија, знаеш, онака. Па види по годините он одговара да членува веќе. Нема да добие Лјупче реклама, нема да спие вечер. Зашто бе толкова промоција му направивме на човекот? Остави на работа. Не утре. Сега гледам таму имаат кампања за нешто кредитни карти, Добре, ма, убава. ќе да пуштиме ти мене ми утепуеш тоа моје го направи со СДСМ дека е човеков. Ти знаеш дека А тој е социјалист. Ама не, ја знам дека е нормален човек. Секој нормален човек се срами од СДСМ во моментов, мислам, жити. Не види од денешно во СДСМ. Ми го утепа муабетот, човече. Биди искрен од денешно во СДСМ. Не смееме да го поистоите Не, ова СДСМ со она СДСМ. Ние сме од старото СДСМ, тоа на Лазе Китанов. Ти си, јас сум бил секој што мора да помене. Ивица Немој мене да ме бешиш во таа. Ивица е од уште по-старо СДСМ. Ивица е од СДСМ на Јованчо Донев. и на Григорио Гогов. Григорија не беше никогаш во СДСМ. Да? Не се пререгистрира. Значи имало некоја патриотска. Дури јас мислам дека и фамилијата на Григорија Гоговски никош не била. Значи Насер Нуредини иден премиер. Океј, Ај тоа се сега кажувам што се зборува Човек низ треба, кулари. може да го замени Али Ахмети и Артан Груби да се пресмет. Дури заокружи името на Лазар Елиновски. Зашо Лазар Елиновски дојде да биде? Мислам дека мајка му е И албанска. шо ако е мајка Течно му зборува албански и мислам И дека шо? мандатот во Белгија како амбасадор го доби преку ДУИ.
така се зборуваше, се може би не сум во право. А печатот му го даде на Петар Бугаевски да оди на избори. На кој Петар Бугаевски? СДУ. На СДУ. Како го викаве? Не знам. на овој од Крушево. Да, не видна фаца. На тој открис, не знам како му беше прекарот, сега немој да го утнам. Да, ама тој сериозна партија преше. Дај И што да ти правиме значи за тоа? поинтересните ми Што мора. ти значи тоа? Озбилно движење ќе биде тоа. Не зафркава. Имаме у Македонија све и све. Имаме и десничарски футуристи, нели? Некако заклучивме. Дека имаме. Само кој од коалиционите партнери му е најклимав на Ковачевски според тебе? Па, видете, ја мислам, знаете што му се случува на Ковачевски во овој момент? Истото што на Груевски му се случи кога дел од помалите коалициони партнери сватија дека Груевски губи тло и дека ќе оди во опозиција, и тогаш имавме ние страшно просветлување на дел од коалиционите партнери кои што за волја на вистината добија се. Буквално добија се од Никола Груевски од ВМРО ДПМН, Дом, Демократски сојуз на Павле Трајанов, дел од турските партии, дел од ромските партии. Јас сум директен сведок на некои од тие настани, кои што ти, например, Лјупчо, може да си директен сведок за некои случувањата во СДСМ, во кои што на штета на ВМРО ДПМН и на штета на членството на ВМРО ДПМН, тие помали политички партии буквално добиваја се од Никола Груевски. И најнаш излезе Лилијана Поповска од Дом, се просветли, па го величеше Зоран Заев. Мислам дека сега истото му се случува на Ковачевски. Добро, меѓутоа се, ајде да бидам, ако сакам да бидам адвокат на ѓаволот, овој Самуел. А кој е ѓаволот? Не, ако сакам на локалните избори 2013. Далеко е ли од ѓаволот? Едно тоа, второ на 2013 само излезе на избори и се потврди. Добра, ама 30 општини пази. Ама и Дом Тоа е сега. сериозно. И сега види, јас ги разбирам разговорите постојано во секоја коалиција, па дури во секоја партија. Постојано има тоа кој колку добил, дали добил едно друго. И треба прецизно тоа да се одмери. Меѓутоа, партија која што излегла самостојно на локални избори, земала советници во 30 општини, не е за подценување. Мислам, да бидеме Она сега, тука има уште еден момент. Значи, тој е првиот момент, и Дом и ЛДП излегува сега сами на избори и се факторизираа сериозно. Суштината е што ние треба овие активности малце да ги доведеме во корелација со активностите на Максим Димитриевски. Кој? Па тоа што Ковачевски сега оди и кажува колку јако поминал во мислиш дека САД. да, точно, има една таква димензија, внатре-партиска, точно. Не Добро. и внатре коалициона. Добро. Од еве, јас имам сериозни информации дека Курто Дудишко што стана градоначалник во Шуто Рузари со поддршка на Дом и на ЛДП, има сериозни контакти во овој момент со Максим Димитриевски. Не знам за тоа. Добро. Да, имам јас еден пријател кој што е во таа структура таму. Често пиеме кафи, разговараме на политички теми. И пред некој време ми кажа дека Курто Дудиш сериозно разговара со Максим Димитриевски. Така да верувам јас дека и дел од овие помали коалициони партнери кои што гледаат дека Сидорото што Заев вика дека ги влече напред, во суштина сериозно ги влече надоле. Сидорото што влече напред, тоа остана тоа. Ја мислам дека еден ден некој ќе напише сериозен докторат на таа тема. Како беше имат проток во кубни метри во секунда на квадрат. Тоа проток со забрзување, знаеш. Но не сериозно, се вратиме назад. Жал на оваа земја што се не видело, што се не чуло. Дел од тие помали коалициони партнери својата политичка иднина ја дури забележав еден интересен став, дури забележав сега дека и на Facebook академик Божин Павловски, писателот, има една реакција околу ова. Вели дека ова е многу погрешен потек на амбасадорката. Ја мислам дека допрва реакциите ќе бидат реакција на човек интелектуален кој што живее во Австралија. Ја цитирав Жанета Трајков, која е далеко од Жанета. Ти го цитираш овој така што. Значи не сме само ние дебатите против ќе испаднеме крајот на Не, слушаме што ти сега. Види, меѓу другото, ние сме загрижени. Забањуваме. Знаеш зошто, ние сме загрижени предупредуваме. Тоа кога го зборам, јас тоа зборам на целата пропаганда владина према сите нас кои што не знаеш зошто сме загрижени. служуваме со ова раздебитување на државата. Знаеш зошто сме загрижени? Затоа што
сепак ако се игнорираат овие легитимни барања на ВМРО ДПМН, нема легитимни барања на јавноста, на новинарите, на невладиниот сектор и така натаму, насочен кон сета оваа приказна, кој исто кон бугарскиот предлог, значи, меѓу другото, се плашам дека ако се игнорираат тие, ќе израсне нешто многу поопасно на Македонија. Еве само ќе се вратиме на почеток. Ајде да најдеме логична причина, да бидеме искрени ние, да бидеме искрени, мене сериозно ме загрижува тоа зашто овај евроскептицизам кој што ги има во Македонија моментално, ова е анти-НАТО набој, антизападен набој кој што се прави, не знам како ќе се канализира. Не сум сигурен дека би било добро или би било во интерес. Па јас мислам лесно ќе се канализира доколку се седне повторно и се пристапи во добра волја во нови преговори помеѓу Македонија и Бугарија, кои што јасно конечно ќе произведат договор врзан со било која интеграција на Македонија, било кој надворешен договор поврзан со европски вредности и со копенхашки критериуми. Оти процесот е пак надвор од исто така и внатрешно време за некои претерувања на ДУИ да има меѓу другото реакција до нашто го нарекуваме меѓународна заедница. Но и кривична одговорност. Тоа башка. Ама не може. Значи, ајде така. Додека Јовевски ќути и се надева дека ќе стане уставен судија, не можеш да бараш. Да се вратиме на почетокот. Да се вратиме на почеток. Може ли да разгледаме, да не дадеш неколку сценарија според тебе зашто Агелер го поддржа овој проект и вчера реагираше вака? Не знам. Значи, сигурно има дебела причина, пак ќе се вратиме на почеток. Ова што го зборува Агелер е спротивно на документите на State Department, поготово последниот извештај за 2022 година. И стварно не би можел да предпоставам која е причината. Не, добро, тоа е представник на американскиот претседател, да се разбереме. Значи, стварно не знам која е. Тука да немаме дилеми. Која е причината? Амбасадор не настапува без инструкција. Така што не знам, мислам Ивица, ти си бил во тие. Меѓутоа, од друга страна и таму се анализира ова што доаѓа како одгласи од Македонија, како да се каже, од една страна во иста реченица се потреби транспарентност во контекст на договор кој што никој не го видел. Да се каже дека ефтини политички поени прави опозицијата, не прави така. Во моментов опозицијата бара тој договор да биде прикажан. Не знам колку, например, овој договор пак ќе предизвика ново задолжување. Не знам колку е познато на јавноста. Значи, колку што ВМРО ДПМН го задолжило Македонија во периодот 2006-2016 година, 17-та, за 10% повеќе СДСМ го задолжува во периодот од 2017 до 2022. Мислам, луѓе, што е направено во државата? Од друга страна се сеќаваш кога колку зборуваја против задолжувањето. Да, имаше една хистеризација нашите функции, правници ќе праќаме така. Јас легитимно прашувам, зашто ќе не задолжите вие нас дополнително? Дајте договорот да го видиме. Не задолживте. Не само Европската унија бе има реакција, само не задолживте. Шајка не заковавте. Меѓу другото, тие се надева, знам дека чека се. Кој ќе ги префрлиме сумата проектот кој што ние видовме, кој ќе ја префрлиме во капитални инвестиции на годишно ниво, ние следните години ништо не треба да правиме освен тоа. Да. Само да знаеш дека еве на пример од ни школи да градиме, ни да реконструираме болници, ништо. Од СДСМ се надева дека Европската унија нема да даде јасен став во врска со ова прашање. Односно ќе даде некој ни риба ни девојка. Кој што беше дипломатскиот одговор. Ама не беше така. Европската унија вели јасно и гласно луѓе. Ама амбасадорот вика вака, каде видовте вие европски вредности во изградба на коридорите? Не само тоа, види и на Косово беше така се. И на Косово, целата приказна околу Бехтел и Енка, европските представници на Косово беа многу остри. Кон сето тоа што случуваше таму. Само исто гледаме дека и ВМРО нешто тргнаа низ државата, следејќи го оној пример на СДСМ.
Не, полека. СДСМ го следи примерот на ВМРО. ВМРО ДПМН е први тргна во трибини во средби. Добро бе, ми очи извади, не би... Де ти извади в очи, ама дай се дали се бори против фейк нюз. СДСМ и ВМРО и двете партии факт е на терен одат. Значи, едните одат на еден начин со елеци, мада на Бојан Маричич не му е точен елекот, морам да признам. И со сериозно слаба поддршка кој ќе ги видите вие сите тие. А ВМРО прави некакви трибини по площади, по населени места сред висограѓани. И трибини и сред висограѓани по населени места. И сега прехајето ви се спремаат за избори, што е фора? Ја мислам дека се влезени во продолжена изборна кампања. Не верувам дека ќе има предвремени избори во септември месец. Не верувам и ќе бидам искрен изошто. Значи оваа структура на СДСМ е свесна дека нивниот рейтинг е околу 5%, 5, нешто %. И дека со таков рейтинг не знам што треба да се деси да ни изведат поволен. Викаш со Пасиевски се борат? Па тука негде се. По мои сознанија за последните анкети кои што ги има. Мамам бе. Толку 5,6-5,8% и види тоа кореспондира со она што ние го гледаме на терен. Црвени велеци не вродуваат плод 5-7 луѓе на средби, немате млади, сето тоа се луѓе во години кои што се таму, кои што да се гласачи се, ама ние знаеме дека во држава младите ја прекршуваат изборната победа. И они се свесни дека никогаш повеќе нема да бидат во ваква позиција да може да крадат. Зошто 7 буџети по 4 милиарди во државава се потрошени изминатите 7 години, а ние не видовме каде се потрошени. Освен во путерот на министерот за земјоделие и во скандали кои што ни следат, видовме енормно богатење, луѓе од улица дојдоа на функции без професии, без ништо и они се свесни дека ако утре има избори ќе изгубат и не ќе може да бидат повеќе на државен буџет прикачени и затоа секој ден повеќе на државен буџет прикачени е плюс за нив и затоа они нема да се служат на предвремени избори, затоа бегаат од предвремени избори. Ќе се обидат да го пролонгираат тој процес што е можно повеќе. Јас не верувам дека ќе успеат, верувам дека во следните претседателски избори ќе има и парламентарни избори, така да сето ова што го гледаме е една продолжена изборна кампања која што ќе резултира со техничка влада негде околу Нова година, после Нова година и на пролет со парламентарни претседателски избори заедно. И се завршуваме тука, не? Па мислам дека убави теми отворивме, убав еден домаќински муавет. Убави теми, домаќински муавет направивме, ти благодарим. Те молам немој повеќе да не спиеш навечер. Ја американци кои ќе кажат нешто. Мада имам дома еден друг американец поради кој не спијам, но нема никаква врска со сето. Тоа е убаво да спиење, да знаеш. Да. Почитувани слушатели, останете со 107,4. Јас сум Љупчо Златев. Точка 4, те молам, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со поштованиот Ивица Боцевски. Ово утро техничка реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.